Еве сме повторно назад во емисијата после рекламите, почитувани гледачи. Би сакала да продолжиме со професорката Маја. Кажавте дека навистина имате добар однос со вашите ученици. Дали тоа значи дека со оглед на тоа што сте мајка на 3 деца и тука се иста возраст, колку ви помага мајчинството и снаоѓањето со пубертетли дома на работа или пак обратно? Можеби верувам затоа е вашиот однос толку многу добар затоа што имате разбирање и од дома. Точно, да, се согласувам. Значи, и дома да сте во таа возраст, значи со тројца пубертети, исто имам 2 сина и 1 керкичка, и исто на работа, значи предам во 2 и во 4 година, сега спремам ученици за матура, за крајниот испит. Меѓутоа, многу големо искуство имам и тоа придонесува да правам баланс и помеѓу приватниот и професионалниот живот, како да се справам во секоја ситуација, бидејќи децата се во таа незавидна ситуација каде што мислат дека се можат да остварат. Значи треба да им дадете елан, не да им ги кршите крилјата. Они имаат една замисла и треба да се бодрат, да се потикнуваат, да се мотивираат. Само така може да изградиме здрави генерации психофизички и ментално. Сега тука би напоменала дека моите деца спортуваат. Спортот е важен елемент, значи децата во таа возраст да се отрнат од улицата, од сите пороци кај што одемнеат, значи низ градов, во државата, на секаде. Значи таа енергија што имаат вишок да ја потрошат на тренинг, на утакмица и сето тоа ќе допринесе да они се растеретат. И да можат понатака, значи да добро да функционираат во текот на денот. И би сакала уште да ве прашам, вие имате студирано во Америка како што разбрав и тоа во време кога англискиот ви не беше толку популарен. Јас знам на времето се учеше француски и руски. Како вие во тие години се одлучивте да ја студирате англиски па и да заминете во странство? Како го поднесоа вашите родители тоа, еве да кажеме? Така, па знаеме дека порано беше нели франкофонија, францускиот беше поатрактивен, го изучува и рускиот доста. Љубовта, значи, према англискиот јазик, и мене се роди уште од мала возраст, 5 оделение, така, бев 9-10 години. Идол ми беше мојата тичер, морам да напоменам. Значи, секој ученик се, понатаму професор, се поистоветува со некоја личност. Идол имате некој кој што сакате така да бидете. И она беше исто жена, значи, со модерни сваќања. И она ми беше како потик да понатака продолжам исто во Јосип Брос, во мојата гимназија кај што работам, и таму и завршив и средно школа. И таму се вративте. Да, и се вратив после 10 години, значи. Колку убаво. Да. Колку убаво. Не, денеска без англиски не може да се живее. Мислам, навистина, нели викаат јазикот е богатство, да, супер дијалекти јазик, меѓутоа англискиот некако стана веќе дека мораш да го знаеш, задолжителен. После се друго што учише плюс, меѓутоа англиски мораш да знаеш. Така, на секој CV бараат, значи, languages и компјутерски вештини. Значи, секој CV за работа, исто така и на факултет, учениците, студентите понатака го изучуваат англискиот, го полагаат. Значи, каде 1 година, каде 2 години, исто кога ќе се вработат, значи, мора да го владеат јазикот. Ако сакат да стапат на некоја раководна функција, треба да полагаат повисоко ниво, да добијат повисок сертификат, ако тоа е по EU стандарди. Бидејќи во Европската унија е официјален англискиот, така да они за секоја комуникација и мора да го знаат и да го владеат добро. Јазикот, така е. Да. Јас би сакала да ја замолам режијата, ако може да одиме со слики од Викторија, затоа што зборувавме за трансформации кои што Викторија ги има направено, зборувавме за моќта на појадокот, зборувавме за тоа како треба да се јаде, нешто кое што наведу може би изгледа толку многу лесно и едноставно, нели секој ден јадеме, меѓутоа што јадеме, како јадеме, редоследно, така да ете чисто да дадеме една визуализација на сето она кое што го зборуваме. Имаме фотографии од Викторија, не знам, сега нема да почнеме од трансформација. Ова се моите драги колешки од регионот, со кои што заедно нели ја работиме оваа работа и менуваме човечки животи практично. Многу ми се допаѓа тоа кога ќе каже некој менуваме човечки животи, супер. Да, со една, да речам, преку менување на тие прехранбени навики, нешто што го правиме секој ден, луѓето се трансформираат. Поздрави се, повитални, подобро изгледаат, лесно одржуваат, им се враќа само доверба. Нема побаво тоа. Цела една психологија е позади се тоа што јас го работам. Не е само како изгледаме, туку и како се чувствуваме. Апсолутно. И
Кога жената е здрава и среќна, децата и се уште повеќе, сопругот ние всушност Сопругот нема потреба да бара втора жена. Апсолутно. Апсолутно. Дефинитивно така да сме стварно на една супер мисија. Тука сме на една гала вечера. Тоа е всушност нешто што посебно ми се допаѓа во мојата работа е каков животен стил имаме. Браво. Заради тоа што многу луѓе, да речеме, вредно работат, се неверојатни во својата професија, меѓутоа немаат доволно слободно време, немаат таков животен стил, да може 4 до 5 пати да прошетаат на црвени теписи, да бидат VIP третирани, да добијат бесплатни патувања од страна на компанијата за која што работат, така да сето тоа ние го живееме и мислам дека тоа е не знам, посебна вредност. Нема цена, priceless, што ќе каже професорот. Еве, ова конкретно е Тенерифе, ова е платен одмор и на кој што одлучив нели со своето дете да го однесам, тоа е мојата Марта, што значи дека е неверојатен експириенс, еве во сред април. Експириенс. Да. Неверојатен април да можете во работна недела да сте на Тенерифе, на пример. Тоа е. Зошто да не? Зошто да не? Браво, Алал, да ти е само така цел живот да ти пројде, Викторија. Ете така. Следна фотографија. Да видиме кој. Мислам тоа и го дадов денеска и роден ден на Марта. И се среќен роден ден. 11 години тоа ветување го дадов и реков Злато, моја мама ќе има можеби некои денови повеќе работа, бидејќи ова е, јас сум предприемач, инаку не сум работена да нагласам, меѓутоа ти ќе живееш живот од со ништата. Еј, браво, Алал да Ова е фит камп. Ние организираме фит кампови заедно со моите колеги за да ги поттикнеме нашите клиенти и луѓето на физичка активност, зашто исхраната е 80%, меѓутоа за да имаме 100 ни требаат и тие 20. Така да еве мене во елемент. Браво. Само да ме видевте пред 2,5 години со плюс 15 килограми. Има фотографија. Само не знам каде, мислам дека имаш пратено. Мислам на своите 35 години чувствував дека сум во залезот, никаква самодоверба, никаква енергија, здравје исто така нарушено, за сега да активно вежбам и сум мотивација и инспирација за сите околу. Супер, супер, баш ми е драго. Исто така ние го поттикнуваме женскиот предприемачки дух, бидејќи свативме дека тоа е потребно на секоја жена да се охрабри, поготово која што е мајка, да може да биде и присутна жена, сопруга и мајка, меѓутоа и да биде независна финансиски, да има некој свој буџет, свој приход, да, така тоа да го може да го прави од дома, да изгради бизнис во цел свет, што ќе се мултиплицира и еден ден ќе го остави и во наследство на своите деца. И ова е еден настан кој што го организиравме, на кој што јас сум гест спикер, така да. Што убаво. Одлично. Ајде да видиме која беше следната фотографија. So proud. Ова сум јас 3 години постара од кога ја почнам својата трансформација и оваа слика би сакала да ги инспирира сите кои што нели ќе ја видат дека не е важно која е вашата почетна точка, буквално е важно што правите секој ден. Значи кои се вашите прехранбени навики, животни навики, дали вежбате, со кого се дружите, што мислите, што читате и што слушате, така да јас одлучив да направам моќен детокс на целиот мој живот и одлучив дека ќе правам работи кои што само ме носат напред и чекор погоре, ниво погоре и тоа сум јас. Така Почнав и така на 35 со вишок, денеска сум во својата најдобра форма, во својата најдобра верзија и овие слики не се тука за јас не го користам ниту мојот профил, ниту овие фотографии, ниту се тоа што го зборам за себе промоција, зашто тоа ми е пребанално да постојам некаде на некој медиум, кај што на платформа кај што има премногу луѓе, жени, девојки, мајки и нели да се себе промовирам, туку ова е показател каде можете да бидете во година дена, во 2 години. Да. Така е да знаете дека навистина и можат и многу повеќе. Сте. Кога сум можела јас на 30 на 35 да почнам, замислете. Колку години имаш на првата 35. фотографија? 35? Да. Не ми се верува. А на втората имам 37. Верувајте ми се. Како да имаш 25 на втората. Да, да. Па тоа е тоа физички тоа се одразува. Тоа е тоа, кога се регенерирате здраво, го спречувате процесот на старење. Не дека нема да остариме. Така е. Меѓутоа, тоа ќе оди малку поспоро. Да. Супер, кај тебе иде најспоро што може. Мислам кај сите вас три полако да застанало. Да. Каде сме овде? Овде сме во Врнјачка бања, исто еден тим ретрит, прекрасен, со прекрасни луѓе од мојот тим. Овој дечко во средина што го гледате е специјален гостин од Малта, инаку е помлад од мене 30 години, а веќе е милионер. Така да со исто ево и во оваа компанија и во овој бизнис неверојатна можност да луѓе веќе кои ќе почнат на 19-20 ќе сакаат да бидат нели
оваа нова генерација, да ја кажам, Z, не сака да работи баш доброволно за друг, повеќе се предприемачи, така да е одлична можност да веќе на 30 биете финансиски независни. Одлично, супер. Верувам дека сите овие зборови кои што ги кажуваш ги мотивираат луѓето. Се моите утра. Што гурмански. Чија пудинг, не? Не, ова е мојот доручек. Меѓутоа, јас сум позната по тоа што нели јас ја јадам храната со окото прво. Нормално. И затоа и на Инстаграм. Затоа секој ден мене појадокот ми е уживање. Да. Па како ќе си го нацрташ, направиш? Тоа е всушност, сакам да го напоменам дека главната работа во тоа што јас го правам е на луѓето да ги научам на себе љубов, да не речам self-love. Да, self-love. Професија, ако нема петка на крајот на емисијата, на себе љубов, малку можеби ќе ви звучи чудно што е сега со доручеков и self-love, меѓутоа да, и така како е поврзано, да застанете и да речете ова е време за мене. Овие половина час, барем ова е појадок кој што се прави за 30 секунди, нема веќе изговор, немам време, ама ќе го направам кој што треба. Или ова е време јас да извежбам за мене, или ова е време да за мене да отидам на, не знам, спа сесија во салон за убавина, едноставно. Жените мислам дека го подзабораваат тоа малку во последно време. Некој да, и затоа сметам дека коренот е табу. Кога ќе се ставиме себе си на прво место, this is me also. Мислам ми before. Да, пред и потоа Викторија на првата слика. Не, две различни личности. Две различни личности. Ова не е иста личност. Еве што ти значи трансформација и промена во исхраната. Така да за мене сите луѓе субави, само им треба малку подесување. Тоа е. Тоа е моето. Да, fine tuning. Да се пронајдат. Ова сакам да нагласам дека се трансформации во само 21 ден. Вау! Значи не во 2 месеци, во 3 месеци, во 6, него во 21 ден. Sign me up. Да. И тоа се луѓе кои што не се на диета, редовно јадат, имаат редовни оброци, се убедуваме дека треба да се јаде, со овие луѓе работиме на тоа и јадеш, слабеш. Да, позади овие трансформации стои една огромна поддршка, значи еден огромен систем кој што е достапен 24/7, бидејќи најтешко е луѓето да ги сменат прехранбените навики. Значи да промениме навики, и до сега сум правел едно нешто и да од утре и во иднина треба да правам нешто друго, ако немам поддршка, ако немам некој што ми дава ветер во грб. Така е, значи ментална поддршка, апсолутно, многу повеќе е сапорт, многу повеќе е customer service, грижа за клиент. Супер, и ова истата личност или не? Да, истата. Браво. Имам клиенти секаде ни свет. Тоа посебно ме прави среќна, зашто што дете си викав која би можела да имам некој бизнис свој на секаде во светот. Сите да сакаат со мене да работат. Да, и да речам, тоа ми беше кодот по кој што препознав дека оваа работа е за тебе. За мене. Браво, одлично. Мислам дека поинспиративно не може да биде. Кој сака да работи со Викторија, нека се јави, нека ја најде. Има многу работа, јавете ми се, не можам да постигнам. Еве Ана, sign me up. Sign me up, готова сум. Ана, ти имаш професија со патување на секаде на светот. Ајде да ги видиме фотографиите кои што ги прати Ана, да видиме каде се шета, каде се работи. Фотографиите од Ана режија. Видиш тоа слика. Ова ми е последна фотографија, да, од фотосесија што беше што се одржа тука во Скопје, чисто за профайл билдинг. Ова ти е профилната? Да. Добро, ова е во другите фотографии. Малку по-офишал. Пошто не споменав, моментално работам, јас сум шминкер, да, и едукатор, но по професија сум, мислам, дипломирав маркетинг и мастер се завршив во Дубај, дигитален маркетинг. Така да гледав да ги склопам и двете, и пасијата, и хобито, и професијата. Да, во едно. И работам моментално како консултант во бјути индустрија. Така. Од брандинг, билдинг, до стратегија, до се, до тренинзи за вработените, века што може да видите тука. Ова е еден од тренинзите? Да, еден од тренинзите. Кај нас тука? Не, во Абу Даби. И таму тоа се моите ученици, да. Мислев тука во Македонија? Не, супер. Во Абу Даби, Дубај. И Саудиска Арабија. Slowly. Па не ти е лошо да ти кажам. Да, ова се моите ученици. Жени кои што сакаат да научат да шминкаат. Не, тука уствари станува збор за тренинг каде што работевме повеќе на однесување, на кодекс на однесување, на протокол, пошто сепак
во таа држава високите, мислам, стандардите се високи и очекувањата на клиентите се високи, така да треба Пристапот да биде таков. Точно, мора да се инвестира сите да имаат исти пристап и со почит со цел да се изгради лојална клиентела. Браво. Да, тука сум на еден надпревар, мислам дека беше за шминка, да. Бев 4 години поред номинирана за Makeup Artist GCC. Ова беше еден од И ова е таму негде по ова во белиот Дубај, свет? во Дубај, да. Ова беше мојот модел, futuristic makeup, мислам нешто така. Да се гледа по окото. Да. Добро, ајде да видиме следна фотографија. Футуристичка. Ма слично е. Тука сум јас, малку Arabic style. Да. Како ти стои, види. Тука сум на еден ивент баш за Ја не знам Рамазан. ака плава како некој шејкнете со. Ја тоа викам. Ја не знам како си ти уште Па ја тука пошто со шеички се дружам само. Ти па со македонци гледај дружи се. Оди таму, Со ајде. шеички само, затоа. не, Не добро се е. шеици, затоа. Шејк нема пристап до неа за тоа. На еден ивент, да, од Шарлот Тилбори во Абу Даби. Рамадански Супер. ивент. Значи си одиш исто и на Да, такви да. настани. Супер. Таму настаните сигурно се на поинакво ниво. Тука сум во Париз минатиот месец, во јануари, да. Во Париз со една од моите најдобри, мислам, најлојални клиентки. Ја следам секаде, значи Париз, Виена, Стокхолм, секаде. Каде таа таму и ти? Точно, да. Она е баш into Бизнес. да, into high-end fashion. Значи, да. И се Dior и Зухер Мурад, сите ивенти, Cartier. Па не ти е лошо, Ана, искрено вака како што ти Sign me up. Значи, она е така следбеник на модата, се што Да, се случува и патува. Ова бев јас, да. Вау. Една од номинациите за Makeup Artist of the Year, GCC, 2022. Да, малку И ова е послабичка таму, не е верзија. тука немаме никаква конекција, така со Тука овие надпревари. немам баш, не. Супер, добро. Ако убаво си се пробила, баш ми е драго, само терај така. Тука, да, и ова е во Париз, се спремува тука за шоуто за Зухер Мурад, она носи све на неј за Зухер Мурад и ја шминкав, да. Она е исто многу добра другарка, пријателка и Браво. да, она ми е баш VIP. Од тука сум со Ким Кардашијан и нејзиниот мейкап артист, да, не знам, ова беше Марио. пред корона, да. Пред корона бев на мастер клас. Колку е ниска? Па да, тоа некако мало. Да. Супер, каква е Ким Кардашијан во живо? Многу нормално. Да. И можам да кажам дека од искуството што го имам со такви некои влијателни луѓе, сваќам дека колку поголеми, толку се по Приземни. приземни, да. Down to earth. Браво. Леле. Цела емисија на англиски, значи крај. Со сабтайтл треба да идеме. Со превод. Тука сум баш пак за еден рамадански ивент, каде што гледам Ама како облечена ти сум така стои да тоа? малку по моде. Ти во некој претходен живот си била таму некоја жена на некој шејк. Може би да, затоа ме влече. Како се шеичка си? Шејчка. Добро. Следна. Чекај да видим, мислам дали имаш уште една ваква сличка. Тука сум исто, мислам, ова беше час, one on one, и ова беше уствари интервју за магазин некој во Дубај, бјути магазин, да. И се промовираше, мислам дека еден од моите курсеви каде што работиме one on one со клиентот, поради тоа што многу жени сакаат да научат да се шминкат сами себе. Така е. Да. И ова беше еден од Супер, браво. Мислам дека има уште една фотографија, реже, така? Тука сум во Абу Даби, во Гранд Моск, џамијата, најголемата џамија. Првата година, мислам, кога отидов. 2016 или 15, не сум баш сигурна. Инаку, Гранд Моск, тоа мермеро што го гледате на подот е Прилепски, да. Од Прилеп е цело однесен таму. Да. Нешто на што сме како македонци многу горди. Да. Добро, и сега последната фотографија. Тука сум на еден Abu Dhabi Beauty Week, на еден ивент, чисто да споделам искуство за бјути и совети некои. Браво, баш ми е драго, навистина до сега слушнавме толку многу убави работи, чисто еве да ги инспирираме сите оние кои што се пред малите екрани, дека ништо не е невозможно, без разлика што доаѓате од Македонија. Ако имате цел, ако верувате во неа, се може да биде реалност. Имаме фотографии од професорката, ајде да видиме незините фотографии, а една фамилиарна. Да, фамилиарна семејна од една прослава со моите родители. Да. Супер, добро.
Одиме понатаму. И оваа фотографија е значи признание од град Скопје. Благодарница. Благодарница, да, од градоначалничката за освоено прво место на регионален надпревар по англиски јазик, бидејќи менторирам и сега. Значи активна сум на надпреварите, организација на Елтам. Ова е значи сликата е пред 2 години. Еве овој викенд сепак имаме повторно спремам ученици, оваа сабота ни е сега е сезона за надпревари, општински, па регионални и државни. Леле, браво, професорке. Само први Да. места ви посакам. Да, ова е прво. Второ да не Прво постои. место. Ова е исто со пријателки, така опуштено. На концерт сме тука. Добро, се посетувате такви културни настапи, да. Мора да се најде време од излезете. одишка, да, и со Епа како, пријатели со. Супер. Ова е пред библиотеката Браќа Миладиновци, литературно читање на ученици од клубот на читатели во Јосип Брос. Значи, чита литература и Шекспир на англиски, на македонски и на други јазици што се изучуваат во нашата гимназија. Значи, имаме турскиот јазик, имаме турски паралелки, францускиот јазик се изучува, рускиот и англиски, меѓутоа тука имаше есеј, многу интересен настан што го проследија учениците. Значи, Се читали уште младите генерации, читаат ли професорке? Па да, има одредена група на ученици кои што на вистина се ја сакаат литературата. Претежно се девојчињата. Морам да признам дека девојчињата повеќе читаат од момчињата. Момчињата се насочуваат и на спорт, има и од момчињата што читаат, меѓутоа девојчињата претежно. Ова исто во град Скопје, дел од проектот МИОА, тоа е меѓуетничка интеграција во образованието. Значи часови кои што ги имаме заедно со колешката Ајлин по англиски јазик, значи спојка правиме на 2 класа од турската паралелка и од на македонски наставен јазик, и ова исто признание од град Скопје. Значи признание од секаде, браво, браво, само така Благодарам. продолжете. Тоа значи дека сте на вистинскиот пат и ја правите вистинската работа. Да, ова е од гостување во Везелка. Инаку сум член на хуманитарната организација ЕСМА и Стево Теодосиевски. И ова е предновогодишна емисија, каде што ние сите однесовме по нешто што за да обележиме новогодишните празници, значи различна храна, колачиња. Што подготвивте вие? Јас подготвив омиленото, значи на моите дечиња, чоколаден колач со како чупавци со кокос. Они тоа го сакаат. И секој однесе по нешто. Така да учествувам исто во хуманитарните акции кои што ги имаме, значи имаше дарување на новогодишни пакетчиња пред новогодишните празници, потоа посета на ранливи категории, на мајки, така да сум член на оваа хуманитарна организација. Супер, супер, браво. Ова исто од една семејна веселба со моите деца, слика. Сите во бело. Во бело, така беше дрес-кодот. Така беше дрес-кодот. Дрес-кодот во бело. Добро, супер, барем се почитува, има негде ќе да викнат со дрес-код, па ќе се тераш по своје. Па сега бело не ми стоело, сега оди. Не, многу убава е сликата и убава е дрес-код, да. Ова е во салата во автокоманда на Алкалоид. Моите деца, значи мојот син, он игра во младинска, другиот е во младинци. Ова е Алкалоид, значи 2 години поред е добитник на се прво место во Македонија и ова е врачувањето на медалјата. Тука, значи, ги следам децата по надпревари секаде. Значи, вас ви е животот зафатен доста. Многу. Како што можам да забележам по сликите. Ова е тука моите родители, значи мојот татко, Томе Серафимовски, скулпторот, да, прави портрет на мајка ми и она позира. Затоа ја споделив оваа слика. Во неговиот опус е широк, значи на монументи, меѓутоа многу сакаше да прави портрети еден на еден и во тоа беше, значи, најголем талент, да. Така е. Портрет. Добро, имаме уште неколку фотографии. Ова неодамна се случи во ЕУ Хаус. Значи имавме соработка со гимназијата Орце Николов и учениците од нашата гимназија присуствуваа на представникот ЕУ Хаус. Презентацијата беше на англиски јазик за нивно понатамошно едуцирање во Европа. Значи кои се шансите, кои се условите, како да аплицираат ученици од втора година кои што се сега во таа возраст кај што треба да
да донесат одлука, значи понатака како да продолжат, бидејќи повеќето од нив сакаат, значи го владеат јазикот, сакаат да аплицираат и да... Професорке, сакаат ли младите да одат во странство? Вака јазикучот ги подготвувате за ова? Па има доста што сакаат, меѓутоа има и што сакаат да аплицираат на нашите факултети. Еве сега моментално на матуранти предавам. Така да актуелна е сега Словенија, дека има добри услови. Голем дел од нив сакаат да идат за Словенија, Германија, значи германскиот го владеат, и англискиот, во Германија мора и германскиот да се знае. Меѓутоа има и деца што ќе останат. Да се надеваме дека ќе биде така. Така. Ова е од истиот настан? Ова е истиот настан, пред ЕУ хаус сме сликани целата група со учениците. Да, супер. Што го проследивме беше многу интересен. Така. Ова е од минатата година со ЕУ амбасадорот Дейвид Гир. Бевме исто на настан. Пред неговото заминување, он ја отвори неговата резиденција, имаше мултимедијален настан и таму присуствувавме со трета година и ова е само дел од тој настан. Добро, и последната фотографија, мислам дека има уште една. Ова е работилница во, значи, воркшоп, воркшоп на часовите на англиски јазик. Одредена тема, значи ги ставаме учениците во група и они изработуваат, многу се креативни. Повеќето ги правам на блок часови, да имаат повеќе време. И самите деца, значи, мора и да излезат од училница и малце да ги растеретите. Ако сакате да ги мотивирате, затоа и ги носам вон училишни наставни содржини. Тоа е во склоп на додатната настава со талентирани ученици кои што го владеат јазикот и немаме никаков проблем да постават прашања, они се баш флуент. Така. И добри. И сега според се ова што го видовме, јас само ми останува да ве прашам дали имате слободно време и што правите во слободното време, ако го имате. Па вака, слободно време, значи само треба добра организација. И да се стават, не може во еден ден се да се постигне, меѓутоа треба да се направи некој таргет, некој ваш концепт, како, што ви е приоритет во денот, и едно по едно да ги остварувате целите. Еве, продолжувам со проекти, оваа недела повторно имам, значи, општински надпревар, продолжувам и со друга соработка и со други институции. Тоа е, значи, активирани сме. Така, за сам крај не можам да ви објаснам колку ми е драго што некако споивме вакви жени, талентирани, успешни, толку мотивација пренесовте преку малите екрани. Мислам, од мене само од срце да ви посакам на сите три само да продолжите така и само убавини да ви се случуваат и пак да ве видиме тука со нови успеси. Не знам, некако мене ми е многу убаво. Ете, мене ме наполнивте со позитивна енергија од емисијата. Ова утро со нас. Да, благодариме. Супер. Пак ќе ни дојдете. И веќе не ве делиме. Не, готово. Значи, ако дојде Викторија, иде со Маја и со Ана. Точно. Три. И ако ме викнат во друга емисија, повторно да ми се. Како се договоривме? Забавете ги овие дами, со нив одам у пакет. Така е, ви благодарам многу. Прекрасни бевте, инспиративни доста. Не само што не мотивиравте нас, верувам дека ги мотивиравте и нашите гледачи. Ни требаат нели такви гости за да пренесат една убава енергија, една убава приказна и само продолжете секој во својата бранша, секој во својата мисија. Нареден пат професорке помалку англицизми ќе гледаме да користиме. Ама сега мислам дека нели такви времиња доаѓаат, па Тоа е глобализацијата го носи тоа. не треба да ни замерат гледачите. Ви благодарам многу што дојдовте уште еднаш. Ви благодариме. Ете така, почитувани гледачи, вие останете на програмата на Канал 5 телевизија, се враќаме за кратко.